Поставување водовод неколку месеци, па канализација, па кој знае што. Важно дупките стојат со месеци, теренот не се враќа во првобитната состојба, а автомобилите и камионите возат бавно. Ова е сликата што секојдневно може да се види низ улиците во Македонија. На еден од излезите од Скопје, сообраќајот се одвива отежнато. Кога ќе се отворат границите без обврска за негативни корона тестови, тешко дека некој од Македонија навреме ќе стигне во Косово и обратно. Градежните работи на Јадранска магистрала траат веќе неколку месеци. Илјадници луѓе секој ден мачат како да стигнат до своите работни места во индустријската зона Визбегово. Сообраќајот кон градовите од натрешноста е отежнат. Бизнисмените се плашат дека состојбата може дополнително да се искомплицира по отварањето на границите, односно да се отежни сообраќајот кон преминот Блаце на границата со Косово. Слабо се гради низ цела држава. За 5 месеци се изградиле само 18,5% или 59 милиони евра од планираните патишта, мостови, болници за цела година. И за капиталните инвестиции во владата нема заеднички став, додека техничкиот премиер Спасовски тврди дека брзо се гради и покрај коронавирусот. Вице-премиерката Мила Царовска се правда токму со COVID-19, со лошите временски услови и со парламентарните избори. Временските услови, градежната сезона почнува подоцна, но исто така планот за јавни набавки се усвојува во февруари месец и секоја година се случува истата динамика. Но како за споредба, оваа година имаме за 1,6% повисока реализација од минатата година. И тоа е така во услови и на ковид и на пандемија. Исто така и во два пати најавени избори. Министерствата за економија и локална самоуправа не успеале да потрошат ниту 1% за капитални инвестиции од планираните суми. Министерството за транспорт стои најдобро со потрошени 18,5% од парите. Минатата година заврши со реализација од 78%, а 2018-та беше најлоша година со завршени само 65% од проектите.